Почитувани, добар ден и во емисијата Очи во очи. Ви посакувам добре дојде со мене Исо Мухич, а темата за денеска се однесува на изборите, но од еден поинаков аспект кој практично никој или јас не сум забележал дека некој го посериозно обработува, освен што спорадично се коментира во јавноста од одредени познавачи и така натаму. Станува збор всушност за формалниот аспект на изборите низ призмата на два аспекта. Едниот е оној кој е добро познат, а тоа е дека, кога станува збор за изборите, за локалните избори, оној клучен фактор, цензусот, е 1/3 од гласачите, од бројот на гласачи, односно 1/3 излезност од гласачите и 50+1% од гласовите да бидат во корист на едниот кандидат. Тогаш се, да речеме во случајот на, ако е првиот круг, каде што најчесто и во првиот круг, каде што се два кандидати за градоначалници, изборот се прави. Меѓутоа, важен фактор токму во изборниот процес е токму таа излезност која од една страна, според законот, 1/3 или 33%, доколку се исполнети, што не беше, речеме, случајот на предходните локални избори за Маврово, Ростуше, Центар, Жупа, па имаше до година, следната година, 22 прегласување, имаше само 25% од избирачите. Меѓутоа сега, од една страна, доколку е исполнет цензусот од 1/3, односно 33%, технички изборите имаат легалитет, се легални. Но се поставува прашањето околу легитимитетот. Да речеме, токму на минатите избори, ние имавме излезност од дури над 50% на локалните избори 21-та година. Сега, колкава ќе биде излезноста хипотетички, да дискутираме, а особено во контекст на демократија, владење на мнозинството, токму на 50+1. Прост принцип, да речеме, оној прост принцип на гласање во Соединетите Американски држави, односно тоа просто мнозинство, принципот е многу сложен. Но се знае, еден глас повеќе поминува. Сега, од една страна, значи, во ред од таа излезност, ако е исполнета 1/3, кој има повеќе, 50+1, и го има легитимитетот. Меѓутоа, односно го има легалитетот. Но што со легитимитетот во случај ако би имале на овие избори или на кои да е, воопшто како процес, нешто што може би со што треба да се позанимава токму и власта, и централната и извршната, да размислат, имајќи предвид дека цензусот, односно излезноста, цензусот не се намалува, но излезноста, за жал, се намалува. При тоа намалување, мислам, одговорноста за тоа луѓето што не излегуваат на избори или што се намалува излезноста, всушност, ја сносат исклучиво политичките партии, затоа што тие со своите програми или политики не можат да ги привлечат, да ги мотивираат гласачите да дадат глас. Подеднакво, значи, и опозицијата, и власта, сите оние кои се кандидираат. Јас затоа би сакал навистина да видам и сигурен сум дека доколку се појави некој поединец или опција со некоја искрена приказна, со некоја политика посветена дека ќе се зголеми излезноста, односно дека излезноста е директно индикатор токму на политиките на партиите. И ние сме на некој начин во една пат позиција. Токму затоа што ако имаме, да речеме, хипотетички 35% излезност,
Тоа би значило дека всушност секој трет човек не излегува на изборите. А тоа пак автоматски се гласови против сите. Оние други. И така, значи, ние добиваме всушност, секогаш кога имаме под 50% излезност. Добиваме, значи, градоначалници или така натаму, со 50% од оние, да речеме 33%, додека останатите 70% никаде ги нема. Тука доаѓаме до проблемот на тој политички легитимитет. И всушност, дури и доаѓаме до ситуација дека за победникот на изборите, да речеме, ако имаме ситуација под 50% излезност, тогаш ќе имаме состојба во која, велам, дури и за победникот на изборите повеќе луѓе не гласале отколку што гласале. Што всушност, велам, на системот му дава легалитет, но не му дава легитимитет. Затоа што проблемот со излезноста на изборите воопшто не е занемарлив, особено ако зборуваме за демократија. Па дури токму тоа е и главниот клуч на етничките заедници, или барем на етничката, на албанската, бадентерот. Па токму главен аргумент е и тоа дека во актуелната коалиција нема легитимитет за албанците, затоа што во опозицијата според нив има повеќе. Значи да, тие имаат легалитет, но немаат легитимитет. И тоа тие го велат од ДУИ, затоа директно. Вие не сте легитимни представници. По истиот принцип, како може да биде легитимен представник тогаш некој се едно, дали е министер, па председател, ако сакате градоначалник и така натаму, ако всушност излезноста е помала, односно, како што кажав, имате ситуација дека повеќе луѓе не гласале за победникот, отколку што гласале. И ако излезноста ете, да речеме 35%, тогаш што значи тоа? Дека за победникот, ако се само двајца, а тука се и повеќе, значи и коалициите, дека за победникот само 17% гласале. Другите 17 гласале за тој кој не победил, што се, да речеме, тие 33-4%, а останатите 70 и кусур воопшто не ни гласале. И при тоа битно е дека во случајот за локалните избори, во таа 1/3 цензус, односно 33%, влегуваат и неважечките ливчиња. И тие помагаат за легалитетот, а се неважечки. А од друга страна пак покажуваат токму нешто друго, покажуваат незадоволство на гласачите од она што им е понудено. Така да покажуваат револт и незадоволство, а му даваат легитимитет. Може би и го оформуваат тој цензус. Така да, ова е реално едно сериозно прашање околу тоа кој и како ја има легитимноста, ако зборуваме, велам, за демократија. Или во тој случај не може да зборуваме за демократија. Затоа што не го определило мнозинството победникот. Мнозинството всушност не го дало гласот. Односно, повеќе од половина, значи ако е помала излезност од 50%, значи дека повеќе од 50% се противи, не даваат легитимитет. А каква е тогаш тоа демократија, кога е тоа владење на мнозинството? Тогаш тоа може да е партикратија или партократија, се едно. Значи, она политички процес подчинет на интересите на политичките партии во однос на граѓаните кои се носители на сувереноста. Или автократија, ако сакате, може да е и тоа владење во која политичката моќ е од страна само на една влада, само влада. Може дури да е и тиранија. Во еден друг контекст во кој се користи народот за да се дојде до врвот, или до власта воопшто, а потоа таа позиција се користи за своји цели. Но не е демократија тогаш. Ако вие имате победник кој
20% да речеме го одлучило, а останатите 80 не е. Тоа е таа дилема, значи да, имаме легалитет, но што со легитимитетот? И сега не може да се прави тогаш селективност. Затоа спомнав, Дуи реагира, вели немате легитимитет. Ако е тоа така, тогаш никој нема легитимитет, вклучително ни Дуи, да речеме. Во однос на оние кои не гласале. Ако воопшто велам излезноста е 40%. Се едно кои да се во таа коалиција и опозиција и се собрано, излезноста 40%. Нема, значи, тогаш мнозинството е против сите. Никој нема легитимитет од нив. Само легалитет. Што мислите околу тоа? 60-91, 924, 925. Повелете, добар ден за првиот гледач. Ало? Да, повелете, ве слушам. Добар ден, господин. Повелете, да. Поздрав до вас. Поздрав до вашите гледачи. Да, благодарам. Цензусот, ако се исполни, има легитимитет и легалитет. Значи, кога има цензус, ако исполнат, има легитимитет, без разлика дали е 33,3, таму посто 30. Значи, тука да немаме дилеми, бидејќи ако е 50%, ќе не може да изборите, треба да се одложува, треба да некого да те распустила. Демократија спомнате, демократија... Ама не е демократија, владење на мнозинството, тоа не се мнозинство. Да, ама демократија, ако сакам јас излезам, ако сакам ќе излезам, па а зошто јас не знам зошто излегуваат, па го пречкртува ливчето, значи не е задоволен, тоа нека не излегува. Па покажува револт, бойкот. Јас затоа велам како да се мотивираат. Да. Цензусот го покрива со тоа, сам што излегу. Тоа така е, тој излегул на гласање, ми тоа ете го пречкртал. Ливчето и тоа го прави тоа 33. Уште еднаш ќе повторам. Значи легитимитет има на ако излезноста е 33%, една третина, така е во законот и тоа нема тука дилеми. Јас само ќе кажам уште нешто друго за избори. Може треба да се смени законот. Јас не гледам легитимитет вака ако 2/3 се против. Како има легитимитет некој ако 2/3 се против? Знам што сакате да кажете. Тогаш не е демократија, законски е направено. Така законски ќе направат да ви одземаат возила, па тоа не е демократија. Тоа е, господин Исо, направено така затоа што нема да излезат 50% и изборите нема да важат кога ќе повторуваме изборите. Вака да ви кажам уште нешто само. Да. Една господја рече, вика, добар е премиерот за првата емисија. Јас да ви кажам, господ, ако е он добар, во Македонија немаме лош човек. Значи, ако ме сватите. Да. Значи, сите другите се подобри од него. Те ве поздравам, ќе посакам секој. Ви благодарам, да, ве поздравувам и јас. Има едно истражување интересно кое покажува дека кога би се појавила политичка опција, исто врз основа на анкети и така натаму, политичка опција која би заговарала да не се излегува на изборите. Еве, не излегувајте, не гласајте за нас. Дека повеќе би добиле, би имале подршка од дури 45%. А зошто? Затоа што ставот на мнозинството е таков негативен. А зошто? Велите, па зошто прецртуваат? Па велам, дали е тоа револт, незадоволство или што верува во подобро утре? Па токму заради тие партии. Зошто? Заради непостоење на јасна политичка алтернатива кога станува збор за тој корективен фактор во облик на опозицијата. Ние затоа имаме избори, понуда имаме колку сакате. Еден куп партии, еден куп луѓе. Гледате колку имаме, не се тоа, па немам за кого едене. Но кога ќе видите која е таа, има ли некој навистина силен алтернативен фактор во вид на опозицијата, кој би им влеал надеж на граѓаните во подобро утре. Затоа што се незадоволни од позицијата, од власта, да речеме. Од друга страна пак, исто така, имаат незадоволство и од власта. Од трета страна имаат токму незадоволство затоа што се тоа истите кои безброј пати ги ја изневериле нивната доверба. И се инволвирани во коруптивни работи, поединци, партии и така натаму, на кои им било дадена доверба. Затоа не, а и надтеран. Што па? Кој не сака подобро утре? И сега, значи, еве во реди вашето, има легитимитет. Но како одат работите се поставува тогаш прашањето на целисходност на изборите. Има и тоа е готово. Па има се, а тогаш затоа велам, демократија, владее народот, 50+1. Не владеат од тие 33, цензусот, велам, 35 ако излегле, мнозинството 50% ќе го добија, да речеме.
Ако излезе 35, 50% од 35, 17. Па и помалку затоа што се другите тука опозицијски. Значи тој што ќе добие со 15%. 85 воопшто не се или се за друга опција. И вие велите има легитимитет, па нека го има и легитимитетот, се поставува, велам, прашањето околу воопшто целисходноста на изборите. Па зошто тогаш воопшто избори? За 15% да одлучат. И потоа да ни изборат демократија. Нека одлучуваат тие 15, но каква е тоа демократија? Со закон регулирано да имаат, затоа и кажав, легалитет, легално е. Не е противзаконско, легално е, се е во ред. Но легитимитет е нешто друго, затоа велам за излезноста на изборите да биде голема. Тоа треба тие да го направат. Ние покажуваме зошто прецртуваат и тоа, па тоа треба ги прашаме нив. Значи потребно е да имаме добри политички личности, нови, треба освежување, треба дури еве има и некои истражувања кои токму тоа го потврдуваат. Луѓето ги мотивираат нови лица или за жал скандали, судири. И може би на таа карта се игра со овие сега препукувања. Гледате, само се засилува. Па сега куфер, ова, она и така натаму. Ако дојде уште и до директна конфронтација наместо дуел дебата, тепачка, знаете како излезноста ќе се зголеми. Но тоа е оној во погрешна насока таа опција. Прашањето е за тоа да зборуваме, значи токму за тоа не. А тука во емисијата, еве, двајца да одлучат за текот како ќе оди, би кажале, има легитимитет. Наспроти, не знам, 18 кои, еве, се явуваат во емисија. Кои, еве, нема, кои се против. Двајца одлучиле и, па, ние сме легитимни и демократски. Легално може да е. Гласаме толку сега. Што не сте се јавиле другите, но од сите редовни учесници, мене некако не ми тоа има кој знае каква тежина. Каде се тогаш тие останатите 80%? Зашто се? И во иднина, како велам, ќе ги стимулирате вие? Кој ќе излегува веќе на избори? Не ни треба избори. А не велам за овие, јас сете минатите 2021 локални над 50 имавме. И се е во ред тука. Јас се прашувам, еве, хипотетски дискутираме за, еве, како ќе биде на овие, но и воопшто во иднина. Или треба да се најде начин да се мотивира излезноста, или да се смени законот. Ако сакаме да ни остане тој презнак демократски. И онака како хибриден режим не третираат. Помеѓу другото, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, повелете. Дали се слушаме? Да, повелете, вие сте. И па како да се зголеми излезноста? Како ќе се зголеми излезноста? Јас се прво ќе почнам нешто што слушна. Значи го слушам господинот од градоначалник Стефче од Карпош и почне овој бил ваков, овие седеле по кафани, не знам, почне, чекај како ти. Значи ти треба да понудиш програма, а не како бил тој од, кажи го, од алкоолит, па не знам овој другиот што бил како бил, па му бил намицко пријател, па не бил, значи не знам, ја не знам човекот како може на вакво ниво да се спушта. Значи ти се бори за градоначалник, ти треба да кажеш, 20 години во општина Карпуш е градоначалник. Канализација, знаете што е, секоја куќа е направена зграда. Вие знаете што се прави со таа канализација, кога подолго врне дожд, купатилата кај нас само да влезе човек и да види како мириса. И го знае тоа и еве го кажува дека граѓаните се жалат на канализација. И што? Вечито не знам, градинки, не викам дека не. Меѓутоа, канализацијата е главна за све нешто. И за училишта, и за градинки, и за домови, за све. Значи ти како можеш така сам да кажеш дека народот уште ти се жали за канализација. И сега како да искочиш да гласаш за него и сега видиш, ќе кажа, значи ти имаш една куќа, прави зграда. Колку тоа е направено? Кој оптеретување е направено за водовод и канализација и за све останатото? Значи, јас стално викам,
прво инфраструктура, не сум против паркови, зеленило, што ти ја знам таму игралишта и све треба. Меѓутоа ти ако не направиш прво инфраструктура, па тоа е и ова што е ѓубрево, гледај. Па тоа е зараза Божја. И сега ти тоа ако не го направиш општината да имаш исто како дома. Ако дома не ти е чисто, ако не ти е средено, ја не знам што треба понатака. Значи треба да појдеш секој пат од дома. И уште нема 2 сијалици дека ставено па. Така, ви благодарам, ве поздравувам. Па тоа е тоа, која е мотивацијата за некој да излезе? Да верува и во таа понуда и дека ќе биде остварено ветувањето. И од друга страна, значи, нема да излезе огромен процент, а всушност се добива власт со минимален. Затоа спомнав сега, значи, не е задоволен никој од емисијата. И никој не сака да се јави. Не излегува никој. Па, двајца ќе се јават, или ќе најдам јас, да, јави се, ајде двајца и ќе изгласаме, супер, јас уште 4 години мандат да терам. Па, ова никој што не се јавил, што има, вие двајца се јавивте. И легалитет и легитимитет јас имам од вас двајца. Тоа е исто, гледате, прави по овој правилник, 2 потписи сега. Мицковски не ви чинел овака, сега не ви чини онака, па, но работата е затоа да се прецизираат работите, не е тоа ниту 5000, ниту 2. Да се има конкретно, затоа се именуваат законите, дали сме во едно уредување или друго, ако сме во друго каде што се знае што е демократија, дајте ќе видиме, колку сте? 10, најмалку 6 мора да се јават за да ми дадат легитимитет. А не, никој не се јавува, ама јас ќе најдам двајца. Зошто не се јавува никој? Па дигнале раце сите. Тоа е тоа, дигнале раце или ќе отиде, ќе се јави, ќе те пцуе. Поништување на ливчето за прецртување, тоа е тоа, изразување на револт. И сега јас имам легитимитет, двајца ми дадоа гласови. И во име на тие двајца гласови игнорирате 80% кои ве бойкотираат. Повелете, добар ден. А зборувате за демократија и легитимитет. Добар ден, повелете. Добар ден. Кисела вода. Да, повелете, Не да. само кога врне, добар ден. Да, повелете. Дали сум јас во програма? Вие, повелете, да. Благодарам. Јас живеам во општина Кисела вода. Не само кога врне, него и кога е облачно, канализацијата смрди. А за тоа кој е виновен, знаете? Тој што донесе закон за 1 евро да се градат куќи и да се купува земјиште. А без да размисли дека таа канализација на ниво на град Скопје не може да го издржи тој притисок, да речам. Исто како и за водоводот, така и за канализација. После на прат немале вода, па нека го пуштат водоводот од Тетово до Велес, ќе имаат вода. Исто и така од водот, тука спаѓа и канализација и отпадни води и ќе нема поплави. Значи тука е некој друг виновен, а не Стефче. Јас 10 години работев во општина Карпош. Горе доле Стефче е еден од подобрите градоначалници. Он може да има некои други проблеми, меѓутоа кога градоначалник го бива и мислам дека Стефче треба да биде премиер ако сакаме држава да ни оди напред. Јас имам такво мислење, затоа што лично со него има разговарано полно пати. А инаку, дали се легитимни или легални, не заслужуваат нашите политичари. Ни за едното, ни за другото. Зошто? Затоа што тие не знаат прво што се локални избори, а второ што се парламентарни избори. Не знаат. Друго, не може ние да мешаме баби и жаби. Како вика премиерот, па кажете ми вие како, ја ќе го сменам името, ќе го вратам законот. Па му кажа гледач вчера, завчера. Имаш 81 пратени, смени го бе човек, што чекаш? Што чекаш? Смени го. Нека биде само Македонија без Северна, а не името. Ние треба да смениме зборче, да избришеме. Името си Македонија, немаме потреба да го менјаваме. Па овие ако знаеле како, ќе го направиле тоа кога биде на власт. Зошто сега него да му кажуваат? А он, пошто дојде на власт со тоа, дека знае како да го избрише зборчето Македонија, нека го избрише и нека биде. Не 5, не 10, колку сака години. Ја прва ќе му честитам. Благодарам, поздрав. До вас повелете, добар ден. Ако сум да ви... Да, вие повелете. Благодарам. Па вака, јас ќе кажам своето размислување. Стварно може да има излезност поголема, значи поголема, значи да убедување кај граѓаните, помалку да биде лажење, сето тоа делува за да имаме помала излезност и може би да бидат неуспешни изборите. А зашто да бидат неуспешни, кога треба да бидат успешни? Граѓаните немаат поверење воопшто за градоначалниците, затоа што тие градоначалници се борат
додека да влезат на тоа столче. После тоа воопшто не ги интересира, дека ги донесовме ние и ги седнаме тамо ние. Сега овдека јас ќе се пожалам и на председателите на политичките партии. Нек не вие ме укоривте што реков дека Мицковски не треба да учествува во изборната програма. Јас викам, ниеден председател на партија да не уче. Само има да каже во името на партијата таа и таа, представници се за градоначалник и за советници, тие и тие. Тие да зборуваат, да кажат каква програма имаат, како ќе го уредат градот, што ќе направат и на крај да речат да потпишат документ. Тоа, до тогаш и до последниот, до четвртата година ќе оставиме најдолгото, најтешкото, ќе го решиме до тогаш и ќе имаме, успешна општина и успешен градоначалник. А одека ние ги гледаме како глумци нашите председатели на партиите, секој ден претежно ние до 80% ги гледаме нив. А последно пак ќе решам, Мицковски е председател на владата на сите граѓани на државата. И треба стварно да свати, ако е паметен, да свати да се повлече во таа функција, а да го остави заменик од него. Ние че вака како ходи, нема никој. Ви благодарам, поздрав до вас. Жал ми ако сте почувствувале дека сум ве укорил, апсолутно ни не гледам зошто би. Ете, не можам да го вратам сега филмот, така кажам што била дискусијата, но околу тоа дали треба премиерот да учествува или не во кампањата, или кој да е, а учествува, секој представник, лидер на политичка партија во име на тие кандидати не учествуваат, секако во име на независните. Значи, оние кои се од партија, го имаме, Филипче имаме, гледате митинзи, кои да учествува, да не ги набројувам, си го тераат тоа, така да апсолутно што како мислите околу тоа, немам, дури лично ако ме прашувате, јас се преиспитувам што е нивната улога, дали треба ги донесат на бина, дали ја ги најават, дали ја ги представат, дали не знам, ова ни се како нов модел излегува, да речеме, не знам, машина за перење или возило некој и еве сега директорот на фабриката ви го представи новиот модел, еве да го донесе, да го пушти како работи и слично. Дали е тоа улогата, дали... Значи, промоција на производната палета. На некој начин тоа е. Дали треба да го прави тоа или не, ете, оставам, дискутирајте како што кој мисли. Повелете, мислам и Мицковски и сите, кои да е Филипче седно. Добар ден, повелете. Добар ден, дали сам на... Да, вие повелете, добар ден. Не, сме се слушали 4 години, се јавувам. Аха. Ало? Да, се јавувам, ве слушам, да. Да, ја ве гледам, видам дека е то само да се окрене глава на друга страна. Аха. Ќе правиме мове. Значи, вака сега, јас ово гледам поради ова доњи дел, како да се зголеми известноста на изборите. Мора да доприносат медии, да на граѓани им буде малце поинтересно да гледат овие што се борат да победат, нели? Так, да. А овие до сегашни, они су, како да кажем, досадили народот. Сега ко сваќа тако, не сме и... А овие нови, некако медии не им давате шанса. Не им давате шанса. Не се организираат дебати во градови на повеќе кандидати за градоначалници. Овие дебати што одат минут време, мислим, јас да ме праша некој што мислите, која е ваша визија, ви рекол се најбоље. Што друго да кажам за минут? Ме разбирате? Да, сосема. Дека еден позитивен Јасно, да, контекст, да. Да би био прилично допринел директно, индиректно, како сакате, на излезната на избори. Тоа мислам многу сериозно. Многу сериозно. Така. Така да тоа би било решение од ваша страна. Оно што вие можете да дадете. Како ќе биде? Значи, дебати во градови каде, например, у еден град имате 3 кандидата за градоначалник. Еден е од СДСМ, еден е од ОДО,
А следеće neka матора будалчина која е relativno nezavisna neka mala partija ga podržava. To sigurno интереси за народ. Просто Ви благодарам, да. Да поздрави и до слушање секако. Добар ден кој ни е следен, повелете. Ало, добар ден, гост. Добар ден, повелете, да се слушаме. Па вака сега, по моje, значи, и легитимитетот и легалитетот за мене не е доволно 50 плюс 1. Значи, секогаш тие 50 плюс 1 се од тие владечки партии, позиција или опозиција гласачите. Едните излегуваат да гласат за да се останат на работното место, кои предходните власти ги запоследат, другите се борат за тоа што им е ветено да гласат за идната влада. Меѓутоа со другите што правени е 51% плюс 1, они 49%. Зошто да се прашаат? Дали се прашуваат и зошто луѓето, граѓаните не излегуваат? Значи има нешто во нашата држава, треба да се менува свет. Значи тие треба да бидат застрамени зашто луѓето не излегуваат, а не да се горда 50 плюс 1, па ќе купуваме, па тони подмитуваат, пора пред со кафина, по шеќери, нудеа, по масла, по куќите, по домовите. Срамота кај нас, ова е беда се работи кај нас. Значи нема чувство, не размислуваат зошто не излегуваат луѓето, граѓаните. Кои се тие 49% што не сакаат да излезат? Па тие се што очекувате што преседли дека лажите, дека сте криминалци, дека имате криминални досија, дека злом правите државата, продавате државата, уништите државата, народот го протарате од Македонија. Тие се 49% што излегуваат. Значи, треба да биде по моје мислење легитимитет треба да биде 60, на 60 плюс 1, тоа можда и биде нешто подобро. Иначе се сложувам и јас и преска кажа дека не треба представителите на политичките партии да излагат на митинзи за градоначалници. Те вече што ќе се случи ако дојде Мицгоски, ако почне да бредува. Ние често не се надеваме дека и гласачите sada само ќе гласат за предложениот кандидат. Ако почне да ги вреѓа, тоа тие sada се наоѓа да ќе губиме ние. Треба да размислува со главите мало не. Ви благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Кој ни е следен? Почитано Дитово. Повелете, да, добар ден. Диме, поздрав. Ве поздравувам и јас, повелете, да. Здрав жив, простите. Повелете. Слушайте да ви кажам. Секојаш во лично моje име сум дискутирал, затоа што сметам дека е тоа обавезно моje лично право. Ја не можам да зборам и да натурам мислење во множина. Еве зашто го велам ова. Јас како Диме не чувствувам нити обврска, нити потреба, нити. Јас како Диме чувствувам према нашава заедничка татковина Македонија да излезам на избори. Така. Тоа е мојата благодарност кон татковината Македонија. Да не ме разбирате? Да. Тоа не е моја благодарност кон збируштината на оваа влада и се што се случува. Него имам чувство, тежина во срцето и ја морам да излезам на избори затоа што сега ми е можност и прилика да го отстран она што ми тежи во душата. Некој спомна за Шпици Играчов и Чизмала, почитан водителу. Он е прво премиер, па потоа е председател на влада. Ја прашам, во текот на партија денот, мислите, да. Добро. На партија, пардон. Да. Ја прашувам во текот на неговиот работен ден, што он размислува за работните задачи кои што баш му е гајле за Македонија или за митинзите, ако дали ме разбирате? Да. И за тоа гласно велам, он никакво право нема да биде по митинзите. А тоа што шкртаат ливчиња, еве ви го случајот Крива Паланка река. Истото се повторува загадување со цијанид. Шкртни го лицето за градоначалникот на Пробивки. Благодарам. Благодарам, ме поздравувам. Добро, не знам ова, може би со оглед на тоа што тој карване во вечерните часови, може би после работното време, како дополнителна активност. Инаку, токму поентата на темата е токму тоа, како да се мотивира луѓето да го искористат своето граѓанско право. За посоодветни, не е поентата само, знаете, легално е и нема тука ништо. Да има навистина
да е одраз на желбите на народот. Инаку, затоа реков, а која е тогаш смислата воопшто и на изборите, ако, не знам, 20% треба да определат, а 80% не е излегле. Па легално е, но дали се рефлектира волјата? Во таа смисла и ова велам особено, да, легалитетот е во ред, да, легитимитетот. Добро, ако сакате формално правно има легитимитет. Прашање имаме проблем на политички легитимитет, ако го нема ова. Тоа е веќе разлика, тоа она што недостасува, да речеме, во сите оние и што прави огромна разлика во таа комуникација меѓупартиска. Не знам, дали е некој глодар, мршојадец, влечуга, влекач, што е и да е, не знам, некрофил. Тоа е едно. Ако ќе кажете политички мршојадец, тоа е веќе нешто друго. Повелете, добар ден, но тоа треба, тие имаат советници таму да им кажат. Добар ден, повелете. Здраво, Здраво се слушаме, повелете. Види вака сега, легитимитет и легалитет Да. на овакви избори, како до сега што се дешава за овие, ајде не мора сите 34 години, ама задни едно 20 на години, тоа е све пропалитет. Не е ни легитимитет, ни легалитет, све тоа е испод цензус и испод свега. Они си направија кој ќе земе од и тој минимум гласачи што излегле да гласаат, си направија да си добија, тој што има највише од тие изгласаните и тој ќе си биде главен, дали на парламентарни или за локални избори. Тоа е тоа. Значи, јас не ги признавам вакви избори, ама нема кај да се бега, знаеш. Сакам да се борам до задње, да не испитам. Значи, да им дозволам да дивеат. Инаку, кај може да има легалитет со, да речеме, со 10-15% од граѓанството што го гласале. Така, да, ако се дојде до таква излезност. Тогаш тоа се наместени избори. А вака би кажал уште нешто, власта како функционира, нешто да гледам у задње време, по телевизија, овие на YouTube, интернет. Телевизија има една српска телевизија, сега Невс Макс. Гледам претежно од патриотиве се повикани на гости у таа емисија, а се збори српски, ваѓа е у Србија тоа нешто. Али гостите нема ни еден друг, дали СДС, дали Левица, дали Мевица, дали од другиве партии, али представници од оваа номенклатура што е сега власт, повеќето од патриотиве, се скоро секогаш повикани на ова и ги гледам секогаш. Ајде, поздрав пријатно. Благодарам, поздрав. Ба добро, ништо ако не ви одговара, па човек да смени канал, па ако најде други. Се шегувам, но ако некој има таква уредувачка политика, тогаш човек ќе си склопи како ручек кога прави. Ќе купи разни намирници, па ќе процени што од што ќе стави и што ќе добие како готов производ, а не да отиде да му сервираат готово. Само едно, во таа смисла велам, тогаш секако побарајте ги и другите состојки, па видете и со нив, слушнете ги. Ако ги нема на тоа место, на друго ќе ги најдете. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, поздрав до вас, повелете. Ајде, од време на време ќе... Ајде, да, добре дојдовте, баш се радувам, да, повелете, да. Прво за гледачката да ја кажам дека ВМРО нема 80 пратеници, за да го смени името. Второ, со Стефче има еден проблем на црната листа е на американците. А околу легалитет, легитимитет, како ќе одреди законодавецот, така е легално. Така. Значи, законодавецот така одредил и во други држави е нешто слично, а посебно кај нас па, дали имаме ние 1.800.000 гласачи, немаме толку жители. Реално е 1.200.000 да. Па да, и што може да очекуваме? И во старт, значи, таа статистика ни е малку чувствителна. Па тоа е тоа, значи, и 33% да имаме излезност ние, реално над 50% излезноста е. Аха. Реално гледано. Добро. Значи 600 и нешто илјади ако излезат, тоа е над 50% реално излезени гласачи. А овие приказни за легитимитет, легалитет ги кажуваат овие што знаат дека ќе изгубат. Значи кога човек знае дека не може да победи, сега измислува 300 варијанти да ги направи нерегуларни, нелегитимни изборите. Так.
А гледаш некој како Диме, например, борбен, он се бори, сака да си ја помогне партијата. Знае дека ќе изгуби, ама борбен е, тоа го почитувам. Има некои се предаваат. Тие што се предаваат, тие не излегуваат на избори. Така да, околу тоа е тоа. Се гледа работа, нели гледаш, со кого имаме работа, нема противник ВМРО. Овие куќата Македонија одуста не ја вадат, што го продадоа името. Они ја продадоа куќата, сега мојата куќа Македонија одуста не ја вадат. Која куќа, бе, пријатели, ја предадовте вие куќата? Вие се сега бездомници. Немате куќа. А само за жал, богати бездомници. Во тоа е проблемот. Затоа резултатите се знаат. Затоа што вие бездомници што немаат куќа, а сега сакаат да представат Македонија као нивна куќа. Така, ви благодарам, поздрав до вас, повелете и во друга прилика се слушнеме. Но ете, ако е така, тогаш Дуи не е во право, кога вели дека Вреди немале легитимитет над албанците, затоа што Дуи имал повеќе представници. А од друга страна гледате и како токму тој процент на пратеници од Дуи диктира процеси. Нема Бадентер, не гласа и не поминува. Значи, еве, во ред, Дуи не се во право, кога велат дека, мислам да ја земем како предпоставка таа опција, кога вели дека Вреди со тој број на представници од албанскиот блок немаат легитимитет. Мнозинството е кај нив, како што велат. Добро, нека е така, но гледате, кога ќе дојде до гласање, тие и во пракса го покажуваат тоа, не функционира. Така да во ред, јасно, ова ние го дискутираме и хипотетски, токму она, јасно е, законодавецот го одредил во некои други времиња. И времиња во кои околностите биле поинакви. И сега, ајде, ако се соочуваме со, значи определил, не знам, исто така и за некоја друга демографска слика. Број на градинки и така натаму, па сега имаме друга слика, или број на сообраќајници. Значи, или да се мотивира населението, тоа би било најдобро. Да имаме, гледате и вие кажавте, па ние не знаеме точно бројката колкава е. Од каде се најдоа толкав број на гласачи. Значи, или да се мотивираат повеќе, тоа би било најдобро. Што повеќе излезат, пореално е. И тука нема што кој сака да каже, нека може само да каже, јасна е приказната. Си кажува токму народот. Тие се експонентот. Но ако не може тоа, тогаш треба да се смени нешто друго. Затоа што еве го имавме и не само да се прашуваме дали има легитимитет или нема, туку ја имавме ситуацијата директно со, токму и го спомнав на почетокот, Маврово, Ростуше и Центар Жупа, каде што 25% гласаа. Па имавме дури во април 22 повторно распишани избори, па не се одржаа, па се откажа единствениот кандидат. Од еден кандидат не можеше, а пак во Центар Жупа не беа успешниот и повторно немаше цензус. Значи, тоа е нешто, градиме градинка, нема деца. Па немој да ја градиш, или немаш цензус, смени го тогаш. Не велам ништо, во ред, јас не велам да се зголеми. Нека го направат тогаш цензус од 20%. Да, законодавецот. За да не дојдеме до вакви ситуации, тоа е тоа. Или нека се мотивира населението. Има разни начини. А тоа би било најдобро јасно и тука нема ништо, никој не може да каже по тоа на тоа. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани. Да, повелете, се слушаме. Поздрав до телевизија 24. Ви благодарам и јас поздравувам. Па, само околу последната општина што ја спомнавте, таму е големо иселувањето заради печалба. Да. Е специфичен проблемот таму. Така е, се случи. Сега, околу прочистувањето на избирачкиот список, и јас едно време се залагав за тоа, не знам зошто кај нас не се проба тоа, односно да се потреби активен избирачки список, односно да се пријави пред известно време, например 3 месеци пред изборите, оној само што сака да гласа. И само тие да се запишат како во избирачкиот список, а не како сега 1.800.000. Затоа што имаме повторно со иселувањето голем проблем. Така, ете еден начин, да, јасно. И друг начин е, например, е задолжителното гласање. Тоа е употребено во Белгија, Грција и Австрија од европските земји. И Словачка, мислам дека има, да.
Да, има во А од повеќе. неевропските земји, значи Австралија и Турција се така поинтересни. Има и други во Латинска Америка, да не ги спомнам, да не ги редам. Околу излезноста на гласањето. Специфично е, тие што се повеќе развиени земји, излезноста е висока. Германија е приближно 75% излезноста. Скандинавските земји е скоро 80% излезноста. Вие, например, го спомнавте проблемот со мотивацијата. Јас обратно би го поставил прашањето на одговорноста. Дали ние како граѓани сме одговорни, кој ни ја владее државата? Зошто? Затоа што 4,5 милиони евра годишно си ги распоредуваат политичките партии, сите, вклучително и вон парламентарните. Значи излегол или не излегол на гласање, парите тие ќе се ги поделат. Излегол ќе се избери функционер. Меѓутоа А веќе се слушаме ли, да, или истече времето, да. Благодарам за јавувањето, повелете и во друга прилика. Добар ден, кој ни е следен? Ало? Да, добар ден, повелете. Почитам водител. Кажете, да. Најмалку сум загрижен што бев малку преди овој соговорник спомна. Него, знаете што, и тоа, и ова ќе го кажам, не е за загрижување. Кој карактер е тој нечовек што се јави? Јасно пред целата јавност се опрости од вашата емисија, немал нешто како понижувачко му било, и сега искомплексираниот од тамо однаковец се јаво, си дава за право. Видовте, ова е типично за ДПМН. Дрскоста, безобразноста и карактерноста. И уште ќе ме спомнува по име, да мола, он си дава за право. Изгледа прочитал некој или црвен тапче, па еве сега имам реч, ќе се јавил. А овој претходниот од Битола што се јави, другарчињата ваму таму, па и тој ништо не е поаре. Временските услови нови не му дозволуваат да играат джамни со другарчињата, ме разбирате, од 6-7 оделение, па еве сега пак се. Почитувам го Дителу, типичен не карактер за нас македончето. Да се нема свој став. Ја може со вас лично у емисијава да се преречам. Дали ме разбирате? И вие кон мене, ама да држи вода. Тоа што сме се пререкли за утре и за мене и за вас биде корисно. Дали ме разбирате? А не, плукам, па ај сега ќе се јавам да лижам. Па таква е нашата држава, односно таква е нашата влада. Збирушкина на неспособни суштества и еве како овие испрани може да си го попримаат тоа и си даваат за право да бидат вакви како што се. Ви благодарам на се тоа е тоа. Благодарам. Благодарам, да, поздрав до вас. Добро, ете, немаме време, но секако спомнатите го задржуваат правото да се јават и ете да го искоментираат ако имат нешто кои беа спомнати, да не останеме на тоа. Ете, како контрареплика. Инаку, ете, сосема кратко на крајот, значи, оти ги спомнавме Мавро Ростуше, центар жупа, оние проблеми. И се коментираше да работа на законодавецот е цензусот, но токму таму каде што имавме тој проблем 21-та година, се појави тогаш побараа и тие владини повереници законски промени со цел да се намали цензусот. Значи тоа или да го намалиме цензусот или да ги мотивираме граѓаните. Односно цензусот да не постои, да речеме како што не постои за изборот на советници, за советници нема. И гледачот од Битола ми се чини што спомна прашањето за одговорност од една страна. Е исто така битно, затоа што има една идеја, а тоа е токму дека за да се спречат малверзации и манипулации, да се воведе систем според кој мандатите би припаѓале на политичките партии, а не на поединците. И тие да сносат одговорност. Па нека одат на карвани и потоа нека сносат одговорност. И лично и партиски. И по однос на задолжителното гласање, и тоа е што го спомна гледачот, но е релативно ризично во ситуации кога имате голем бојкот, голема неизлезност. Затоа што ако не излезат 2/3, колку се тоа? 1 милион. Ќе ги казниме сите или сите во затвор ќе ги ставиме. Така да и тоа е пак проблематично, а проблемот не се решава. Благодарам за конструктивната, инспиративна дискусија, верувам за сите оние кои што не следеа. Имајте пријатно попладне. Довидување.